Три ученички од основното училиште Никола Карев кои минатата година учествуваа на меѓународниот фестивал Машти снова кој 7 година се одржува во Сремска Митровица, Република Србија и освоија високи награди, беше повод денеска во Кочани да присуствува председателот на фестивалот Неделко Трзич и лично да им ги додели пофалниците и дипломите за учество на фестивалот на трите ученички. Па мени се указала прилика и указала... Ми представува особена чест и задоволство што лично јас имав можност да ги доделам признанијата и пофалниците на ученичките кои учествуваа на меѓународниот фестивал во Србија. Нашиот фестивал е една голема манифестација и единствена во нашиот регион. Наградените ученички својот успех го постигнаа со помош на професорката по македонски јазик и литература Љупка Стоименова, која задоволна од постигнатиот резултат изјави. Чест ни е што денес на гостини беа председателот на фестивалот за млади поети од Сремска Митровица, Неделко Терзич, кој што беше присутен во училиштето да им ги врачи наградите на нашите ученички, Наде Ефремова од 9 наделение сега и Сандра Наумова и Ели Донева, кои што учествуваа на фестивалот на слободна тема. Интересно е на овој фестивал што учествуваат од Европа ученици од цела Европа и карактеристично е што во фестивалот има пропозиции, односно творбите не смеат да бидат подолги од 24 стих. На седмиот фестивал Машти снова бев пофалена со песната Останаш човек. На конкурсот конкуриравме со 3 песни. Јас уште 2 ученички од нашето училиште бевме пофалени. Посебно ми е чест што председателот дојде лично и ни ги врачи наградите. Посетата на председателот на фестивалот, кој исто така е и член на Ротари клубот од Србија, беше повод да се оствари средба и со членовите на Ротари клубот Кочани Виница и да се договорат соработки за воиднина. Кога слушнавме ние дека се наградени 3 ученички од нашиот град, од Никола Карев, и ни јавија пред се нашите пријатели од нашиот братски клуб од Сремска Митровица, од Ротари клубот од таму, и председателот на комисијата исто така нивни член, и ни израдува со една позитивна вест. Ние бевме срекни, изразивме желба дека доколку имаат желба да дојдат во Кочани лично да ги врачат наградите, дека ние ќе бидеме со задоволство нивни домаќини, бидејќи сакаме да ги поттикнеме сите и други да истото тоа го направат во своите училишта, не само во Кочани и Виница, туку и во сите градови во Македонија. Како и секогаш ние ги поддржуваме сите позитивни смерови или сите позитивни активности кои нашите деца и ученици ги имаат на меѓународен план. Овој успех е мотив за учениците од овој училиште и воиднина да постигнуваат резултати на меѓународни надпревари и во позитивно светло да представуваат општината и училиштето.